Третманот на македонското малцинство во Грција и во Бугарија е главна тема на средбите на представникот на партијата Виножито Павле Васкопулос и Стојко Стојков од Омо Илинден со представници на американската администрација. Американската и канадската администрација се добро информирани за проблемите на македонското малцинство во Бугарија и Грција, а состојбата со прекршувањето на малцинските права во овие две земји се следи редовно. Ова е впечатокот на представниците на македонците од Грција и Бугарија, кои денови имаат средби со влијателни представници на владите на Канада и САД. Архимандритот Никодим Царкњас, Павле Воскополос од Виножито и Стојко Стојков од Омо Илинден Пирин пред Американскиот Хелсиншки комитет објасниле дека нивните барања се однесуваат исклучиво на почитување на меѓународните конвенции за човекови права и во никој случај не се однесуваат на сепаратистички прашања, како што понекогаш се тврди во бугарскиот и грчкиот печат. Мислам дека беа продуктивни следбите и резултат се, како што реков во почетокот, на една поширока акција од наша страна за запознавање на се повеќе и повеќе релевантни политички кругови за положбата на македонските малцинства во балканските земји. Првата формална посета на македонците од Грција и Бугарија на американската администрација ги организирала македонското меѓународно движење за човекови права и Обединетата македонска дијаспора со поддршка на Ѓорѓ Атанасовски. Според Обединетата македонска дијаспора се работи за исклучително успешни состаноци на кои била добиена поддршка дури од прогрчките конгресмени. Очекуваме голема поддршка од страна на Конгресот и тоа беше особено значајно за да знаат и да видат дека проблемот не е само со Грција, туку и македонците и во Бугарија и во други држави ги имат слични проблеми. Во меѓувреме, голем број на организации на македонци во дијаспората подготвуваат проекти кои треба да ги финансира Министерството за надворешни работи, а преку кои ќе се промовира македонското културно наследство, идентитет и традиција.